Мафијата ќе стане побогата, а народот посиромашен, вели лидерот на опозицијата Христијан Мицковски, коментирајќи го четвртиот пакет економски мерки кој го соопшти ЗАЕВ. Според него ова е последна сламка за спас во услови кога економијата пропаѓа. Мицковски вели оваа помош не само што е задоснета, туку истата дополнително ќе продлабочи онака тешката состојба во која е Македонија. Кога веќе се прави четврти пакет на мерки, треба да се види искуството од претходните три. А тоа е поразително и се вика нови дополнителни најмалку 40.000 невработени за 5 месеци и минус речиси 13% намалување на бруто домашниот производ рекорден во вториот квартал. Токму затоа и четвртиот пакет на мерки е промаршен обид да се дефокусира вниманието од вистинските проблеми. Според Мицковски, владата наместо на првата седница енергично рактира сет мерки кои ќе значат вистинска поддршка за спас на економијата. Сега гледаме само продолжување на популизмот со неодговорно трошење на народните пари и немилосредно задолжување на државата. Мицковски вели се потрошил цел месец во кој илјадници граѓани дополнително се отпуштени од работа и многу бизниси ставиле клуч на врата. Во услови кога владата во првите 8 месеци од годината потроши речиси 120 милиарди денари пари на граѓаните и 35 милиарди денари од задолжувања, реализирани се капитални инвестиции во износ од скромни нешто повеќе од 7,7 милиарди денари. Ова сериозно ја подкопа одржливоста на економијата. Земјата е на историски највисоко ниво на задолженост без фискален простор за поттикнување на идниот економски развој. Мицковски ја коментираше и мерката Викенд без ДДВ, вели уште една лагана ЗАЕВ која бомбастично беше најавувана во предизборието, како што кажа лидерот на ВМРО ДПМН, наместо ветените 4 викенди во септември, граѓаните ќе добијат само еден, и тоа не со оние услови под кои беше најавувана оваа мерка. Нема тоа да биде без ограничување, како што тоа беше ветувано во предизборието, туку тоа ќе биде со ограничување од 30.000 денари и нема да биде намалена цената која што ќе ја платат, туку тие ќе го финансираат данокот на додадена вредност, потоа ќе ја скенираат фискалната сметка и доколку сумата не надминува 30.000 денари, тогаш ќе чекаат од страна на Министерството за финансии да им го врати данокот на додадена вредност. Мицковски ги спомена и оние платежни картички кои според него се исклучително квалитетен метод и принцип на институционален подкуп кој досега функционирал кај ЗАЕВ. Мицковски вели сега тие картички се намалени од 9.000 на 6.000 денари, а главен фокус се пензионерите кои земаат пензија под 15.000 денари. Лидерот на опозицијата потсети дека токму оваа власт, предводена од СДСМ, претходно ја намали пензијата на стотици илјади пензионери, за сега ЗАЕВ да глуми милосрдие.